Почитувани представници на медиумите, најнапред добар ден и ви благодарам што денеска сте присутни овде. Јас сакам да подсетам дека верувам дека на Скопјани им е добро позната работата на советничката група на СДСМ во градот Скопје во изминатиот период од 4 години. Ние, иако не бевме мнозинство и не застанавме на патот на злоделата кои што му се случуваа на Скопје, сепак бевме гласни, бевме одговорни, предупредувавме и молевме да бидат земени предвид нашите аргументи. Жестоко се спротивставувавме кога беа тепани студентите на плоштадот, кога беа впишувани маркички со политички одлуки, кога беа менувани имињата на улиците на Скопје, кога на Скопје му беше променет личниот идентитет, кога се сечеа дрва и кога се уништуваа цели паркови. Такви примери за уништување на зелените површини во најтесното подрачје на градот Скопје се Цветниот пазар, Бристол, паркот зад Собранието, паркот пред домот на АРМ, паркот Жена Борец, паркот пред Телекомот, паркот спроти Соборниот храм и уште многу други зелени површини. За да застанеме на патот на овие злодела и да дадеме поддршка на добрите политики и доброто трошење на онака малкуте средства кои како заедница ги имаме, ја бараме поддршката на скопјани за листата на советници на град Скопје. Само како мнозинство ќе бидеме во можност за нудење на добри политики кои во прв ред ќе ги имаат реалните потреби на граѓаните: чист воздух, здрава животна средина, чиста вода за пиење во секој дом, квалитетен јавен превоз, квалитетни сервиси и услуги за граѓаните. На Скопје му е потребен одржлив развој, а не список на нечии желби за самопромоција. Денес сме овде да подсетиме дека иако неколку пати го отворавме прашањето, не успеавме да го убедиме градоначалникот Трајановски дека треба да направи било што да го помрдне Скопје од листата на најзагадени градови во Европа. Денеска ќе ви го дадам мерењето од изминатата недела, во кое што Скопје влегува во листата на 10 најзагадени градови во Европа, според страницата numbeo.com. Ке можете сите да го проверите тоа. Жал ми е што морам да констатирам дека единствениот чекор кој што го превзема градоначалникот Трајановски е што ја исклучи страницата на која што скопјани можеа да имаат увид во тоа колку е загаден нивниот воздух. Сепак, значајно е да подсетиме дека тој воздух го дишат нашите деца, го дишеме ние, дека Скопје има денови кога има 20 пати повисок коефициент на загаденост од дозволениот и дека Институтот за јавно здравје во Скопје лани утврди дека над 300 наши сограѓани скопјани годишно се жртви на оваа загаденост и над 240 милиони евра средства се трошат за заболувања кои што се јавуваат како последица од овие состојби. Јас лично како граѓанин сакам да кажам дека сум лутана кod се Трајановски заради ова и прашувам со колку човечки судбини и со колку човечки животи треба да си поиграме за да станеме свесни дека воздухот е поважен од спомениците, од гондолите и од рингишпилите. Трајановски најмалку што може да направи е да им се извини на граѓаните за неговото однесување, за неговото неодговорно однесување и да си замине. Ви благодарам.